Тиквеш Вардар 1:0, полувреме 0:0. Тоа е крајниот епилог од аспект на резултатот на дербито од седмото прволигашко коло. Пред полниот стадион во Кавадарци, каде што љубителите на фудбалот се собраа да го одбележат овој фудбалски празник и според нивните зборови видувања многу одамна вака стадионот не бил пополнет, навистина има што да видат. Се играше добро, се играше динамично, со многу добри преигрувања, со многу шанси, со многу нереализирани зрели шанси за гол и со еден навистина прекрасен еврогол на Спахиу со кој Тиквеш дојде до трите бода. Колку беше ова добар натпревар, изедначен, иако можеби параметрите велат дека Тиквеш имаше блага доминација кога во прашање посветот на топката и држењето во нозе, но сепак само еден податок покажува дека навистина и двете екипи има шанса да стигнат до трите бодови, а сепак на крајот тоа му успеа на Тиквеш. Од 70-та до 78-та минута видовме две греди, еден директ, еден гол и многу шанси. Сето ова се случуваше за неполни 8 минути кога и резултатот беше скршен, односно се отвори и го добивме конечниот епилог. Тиквеш остана со играч помалку кога во 52-та минута беше додален втор жол картон на Карчевски, што автоматски значеше и црвен и исклучување. Де факто вардарците играа скоро цело второ полувреме со играч повеќе, а она што го има пред својата врата да го искористат и да стигнат до трите бода, сепак не успеа да го постигнат кога во 76-та минута по една изворедна акција на вардарците беше погодена гредата со удар со глава на Глишич, а во продолжение на истата акција, додека топката вртеше околу голот на Тиквеш, Азер Омерагич високо скокна, убаво ја зафати топката со глава, но таа профуче ниско по земја покрај десниот директ. Ова беше навестување дека Вардар не успеа да ги казни неискористените шанси на Тиквеш во претходниот период, кога навистина домакините додека играа и со играш повеќе во првото полувреме и на почетокот на второто полувреме ги има своите 5 минути. Кога се очекуваше и кога се чинеше дека сепак надпреварот и покрај многуте шанси, да не речам и благата доминација на Тиквеш според фудбалските параметри, ќе остане без голови и ќе се подела бодовите по еден, во 78-та минута Спахиу доби едно добро проигрување некаде на средината на теренот, можеби 30-тина, ако не и повеќе метри, и можеби лут на своите соиграчи и на сето она што не успеа дотогаш да го искористат и во една, да кажам, фудбалска лутина распали по топката и го погоди самиот горен десен нагол на Вардаровиот гол, така што Филип Гачевски навистина беше немоќен да го одбрани овој топовски удар. Реков, тоа беше 78 минута. Вардарците навалија во последните 10 на 15 минути. Го префрлија тежештето на играта пред голот на Тиквеш и измените направени од стратегот Васовски кога на овој надпревар дебитираше Михајло Милосавич и кога влегоа Цветковски и Мартин Блажевски, навистина придонесе за една благ притисок на Вардар кон голот на Тиквеш. Имаше тука изградени акции, имаше и неколку удари на гол, меѓутоа домашниот голман Димовски не дозволи топката да заврши за неговиот гол. На крајот, кога се ќе се резимира, кога се ќе се собере, тешко е да се каже дали Вардар можеше да стигне до нешто повеќе, имајќи ги предвид неговите 2-3 шанси при резултат 0:0, а од друга страна, апсолутно не може да се каже дека сепак Тиквеш, иако играше со играч помалку, не ја заслужи оваа храбра победа која дојде и по заслуга на спортската среќа и фантастичниот гол на Спахиу кој го реши овој надпревар. Колку беше динамична играта и колку сето тоа одеше некопати по работ на ферплејот, искрено кажано, покажуваат и фактите дека Тиквеш доби 5 жолти картони, Вардар доби 3 жолти картони и рековме еден црвен картон. За одбележување се и два моменти кога и двете екипи, и фудбалскиот клуб Тиквеш и фудбалскиот клуб Вардар, не го испочитуваа основното ферплей правило на ФИФА и на УЕФА, кога имаше противнички играч да се витка на теренот, не ја изфрлија топката во аут и од овој аспект
можеме да кажеме спортски резултатот е сепак 1-1, меѓутоа со забелешка и на двете екипи. Судијата Јован Качевски од Струга имаше навистина тешка задача, бидејќи имаше доста трчање на овој надпред, доста фаули, доста ремплање, имаше и нервозни ситуации кога играчите на двете екипи сепак останаа крајно спортски до крај и не ја поминаа границата, меѓутоа резимето е дека и тој одсуди добро, без да влијае на резултатот и да направи грешка и при доделувањето на картоните и при конечниот резултат. Се на се, во Кавадарци пред препон стадион, кој уште еднаш потврдува дека Вардар е магнет за публиката, дека публиката сака да го гледа Вардар, иако да кажеме дека навија против него, тиквеш Вардар 1-0, 3 нови бода за кавадарчани кои напредуваат на табелата. Вардар ја испушти шансата за најмалку бод, да не речеме и 3, и останува поблиску до дното отколку до средината на табелата.
Haydi haydi.
два и за она што се случуваше пред надпреварот и за време на надпреварот и по надпреварот од аспект на организацијата и на двете отворено спротивставени навивачки групи, Вардаровите навивачи, комитите и домашните навивачи на Тиквеш Лозарите. Пароли, истакнатите пароли, вербалното препокување и сето она што во некоја рамка е нормално кога се во прашање с протиставените навивачи, секако нема да го наруши амбиентот на овој надпревар, бидејќи очигледно е дека некако тренерите и навивачите го прават тој декор во случај да не се поминат некоректни рамки во тоа набивање или во, не дај Боже, некои немили инциденти или настави. Во конкретниот случај, домашните Лозари со 3-4 пароли истакнати вака на убава широчини со големи букви и поздравија Вардаровите навивачи, да не речеме кондатот Вардар, а од друга страна комитите возвратија со едно бурно скандирање и покажаа сепак дека иако се 5 пати помалку бројни од моменталната бројност на навивачката група Лозари, успешно парираа, навиваа и ги бодреа своите миленици. Секако не изостана и ритуалот после надпреварот, кога Вардаровите фудбалери во знак на благодарност ги делат тие неколку минути со своите најверни навивачи со комитите, кои се даваат неизмерна подршка. И овој пат во целата ова работа предначеше комитетот Гачевски, кој патем да кажеме дека на овој надпревар навистина банеше изгоредно во голем стил и на некој наврати покаже и потврди дека е во добра форма и дека располага со исклучително високи голмански стандарди и квалитети и рака на срце кога полека ќе се слегнат емоциите и ќе се направи анализа на шансите на Тиквеш. Очигледно дека Филип Гачевски во 2-3 ситуации го спаси Вардаровиот блок. Сега се добра организација, добар амбиент, без протиставени навивачки групи, препокување со пароли, вербално и сето тоа е добро за фудбалот. Покажува дека Македонија сепак го сака фудбалот, дека има капацитет, дека луѓето сакаат да бидат на стадион, да навиваат за својот клуб, дали е тоа Тиквеш, дали е Вардар, дали е некој трет клуб, се едно.